Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитани гледачи, веста на истинското место. Зошто, бидејќи во наредните 30 до 40 минути ви јас имаме право да знаеме вестината, вечерва политичка анализа, ќе се обидиме да ја спекуваме, не ви ветам, ќе се обидиме да спекуваме некаде во 35 до 40 минути со мноштво на ексклузивни информации, ексклузивни анализи, работи кои се случувале зад сцената. Сите ве видовте дека една бурна недела, тоа што го најавивме во емисијата, претходната емисија во неделата, го најавивме во двете емисии кои беа наменети за мемберите, мемберсите или тие кои користат опцијата membership, сите тие работи беа кажани, сите проценки беа направени и сега треба да биде гранде финалето кога ќе треба да го спакуваме целиот тој пакет, да ви кажеме не само што се случило но на средба тет-а-тет помеѓу Ковачевски и Христијан Мицковски, туку целиот пакет кој претходеше, дента кога се преговорите и што ќе се случи во наредниот период. Вие бевте информирани од пресконференцијата на Христијан Мицковски, бевте информирани од пресконференцијата на Димитар Ковачевски. Двете платформи на ВМРО-ДПМН на СДСМ беа ставени на маса, беа спротивставени. Има одредени финеси во кои се поклопуваат, има одредени финеси во кои се разликуваат или се раздвојуваат. Во основа ВМРО-ДПМН побара предвремени избори, формирање на одредена влада на национално единство, што ќе рече влада без ДУИ, односно влада помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН, и одложено усвојување на уставните измени, односно усвојување на уставните измени кои би важеле после приемот на Македонија или после членството на Македонија во Европската унија. СДСМ имаш исто така три своји барања, или нивната платформа се потвира на три стојалишта, предвремени избори, од кога ќе се изгласат уставните измени, формирање на одредена влада со ДУИ, во кои ќе бидат вклучени министри на ВМРО-ДПМН, што ќе рече од 10 министерски места кои ги има СДСМ, 5 би им ги дале на ВМРО-ДПМН, 5 би задржал СДСМ и исто така одложено не таква временска рамка, односно усвојување на уставните измени и нивно применување после втората меѓувладина или меѓудржавна конференција, што ќе рече ако уставните измени бидат освоени некаде во септември, а првата меѓувладина конференција, односно втората меѓувладина конференција би се случила некаде ноември или декември, би имало некој 3-месечен грејс период кога ќе бидат усвоени уставните измени, а ќе бидат подоцна применети. И тоа се двете платформи кои се да се ВМРО-ДПМН ги ставија на маса. Меѓутоа што се случуваше во целиот тој период, целиот тој пакет за да се дојде во едно такво финале? Во основа, Христијан Мицковски, тоа што ја кажав уште во неделата и што ја кажав во овие две емисии кои беа наменети за мемберсите или за мемберсите или тие користат опцијата membership, Христијан Мицковски се врати после 6 месеци на платформата или на тие тајни преговори помеѓу Христијан Мицковски и Зоран Заев. И всушност тоа помалку наликува на она платформа Глигоров и Задбеговиќ, кои работеа на одредена платформа како да ја спасат Југославија, кога веќе Хрватска и Словенија ја напуштија поранешна СФР Југославија. Што ќе рече дека секоја платформа, секоја стратегија, секој тајни или јавни преговори имаат одреден рок на траење. Мене се ми се чини дека тие тајни преговори помеѓу Зоран Заев и Христијан Мицковски со некакви модалитети, со некакво присуство на представници на меѓународна заедница, тоа што сега се прифаќа или сега се нуди од страна на СДСМ или од страна на ВМРО-ДПМН, се два различни концепти, се две различни стратегии. Тоа ќе се обидеме да го објасниме во оваа емисија. Во основа, Христијан Мицковски заглави во ролјата на Зоран Заев некаде од 2020 година, кога цела кампања на изборите на 15 или 2020 година Зоран Заев ја водеше против Али Ахмети, против ДУИ, Али Ахмети надвор од власта, Али Ахмети да биде политички пензиониран, време е ДУИ да биде малку опозиција, така натаму и така натаму. И Зоран Заев оствари пирова победа, победи на тие избори, меѓутоа де факто изгуби од Али Ахмети, бидејќи владата која беше формирана, губење на одредени значајни битни ресори, всушност го означуваше почетокот на крајот на Зоран Заев, кој доаѓа со губење на локалните избори една година подоцна или 2021 година. Од друга страна, Али Ахмети, гледате како мудро е излече целата таа работа. Али Ахмети сега веќе не оди на варијанта Псејо Албанец за премиер, туку всушност го презима моделот на Зоран Заев од 2016, 2017, 2018 година, едно општество за сите. И Али Ахмети се откажува од својата платформа Албанец за премиер, го прифаќа моделот со кој Зоран Заев доаѓа на власт, а Христијан Мицковски со барањето или влегувајќи во кожата, во кондурите на Зоран Заев од 15 јули 2020 година, всушност се прифаќа стратегијата на Зоран Заев да го пензионира ДУИ, да го пензионира Али Ахмети. И тоа е суштината на тоа што ни се случуваше сега. И ајде да видиме кој ќе излезе од целата таа операција како покојник, кој како полковник.
Гледате како функционира таа американска технологија. Во петокот, значи некаде пред 4, односно 5 дена, имате интервју за Христан Мицкоски на Алсатем телевизија, кај што тој за прв пат ја дава таа теза или ја презентира својата стратегија дека ВМРО ДПМН би учествувал во одредена влада која би спровела уставни измени, која би спровела предвремени парламентарни избори, ако во таа влада не партиципира Дуи или не учествува Али Ахмети. И одеднаш гледате како сите медиуми презима таа изјава, сите медиуми ја подгрева целата таа атмосфера, како што се подгрева сарма и почнува да се тркалат работите. Американската амбасадорка Агилер дава зелено светло и вели ајде да го тестираме Христан Мицкоски до каде е подготвен да оди. Знаете, да го извадат на чистина Христан Мицкоски, бидејќи изминатите 2 години ние постојано слушавме се и се што. Знаете, од онаа средба со Бојко Борисов, гледате како луѓето го имат снимено Христан Мицкоски. Замислите да не беше снимена онаа средба помеѓу Христан Мицкоски и Бојко Борисов некаде пред 2 или пред 3 години во Загреб, тогаш Христан Мицкоски во Белата палата пред македонската јавност ке кажуваше бајки, како му кажал во лице на Бојко Борисов, па што му кажал, па што му порачал, па што побарал така натаму и така натаму. Меѓутоа стариот полицаец или старото ченге, што викаат бугарите, го снима Христан Мицкоски, сичко ше прифати и тоа го објавува македонската јавност. Сега американската администрација вели, окей, имате зелено светло, слушнавме што кажа Христан Мицкоски, ајде сега да го извадиме на чистина, да видиме што ќе прифати или што нема да прифати. Што ќе рече Христан Мицкоски не може да ја репризира ситуацијата од 2018 година, кога седи, разговара со Ангела Меркел и ветува дека ќе излезе на референдумот, тоа е некаде пред 5 години. Не е битно дали ќе гласа позитивно, не е битно дали ќе гласа негативно, тоа е ветување до Ангела Меркел, дека до 11 часот или до 12 часот на 30 септември 2018 година Мицкоски и најтесното раководство на ВМРО ДПМН ќе излезат на референдумот и ќе гласат на тој референдум. И тоа не се случува, знаете, и кога вие еднаш, 2 пати, 3 пати, 5 пати ја лажете меѓународната заедница, тогаш влегувате во ролјата на Албин Курти. Гледате што му се случува сега на Албин Курти. Тоа е лоша порака за Христан Мицкоски. Она стратегија на меѓународната заедница, дека вие ќе земете одреден националист, во наводници ќе го донесете на власт, во наводници ќе го припитомите и тој ќе ви спроведи одредена агенда, се распадна како меор од сапуница во Косово, односно во Приштина. И сега Албин Курти ќе биде пуштен низ вода за сметка на прорускиот играч Александар Вучич. Таа порака или таа приказна кој доаѓа од Приштина, всушност е лоша порака за Христан Мицкоски. Требаше да му биде јасно, требаше да биде свесен дека тоа што му се случува на Албин Курти, дека таа технологија во која го навлекуваат американците, полека да прифаќа одредени барања, да дојде одредена точка и подоцна да експлодира, тоа му беше направено на Христан Мицкоски. За прв пат беше на јавна сцена извадена чистина, му беа поставени одредени работи, му беа прифатени одредени работи и сега ВМРО ДПМН е пред дилемата ќе го помини Рубиконот или нема да го помини. Во зависност од одлуката на Христан Мицкоски и врвот на ВМРО ДПМН, ќе имаме една или поинаква политичка разврска во Македонија. Во основа и ВМРО и СДСМ се согласни дека треба да спроведат уставни измени. Се согласни дека во Уставот на Република Македонија треба да влезат бугарите, црногорците и хрватите. И двете партии се согласни дека тие уставни измени одложено ќе бидат применети. Кај СДСМ за 3 до 6 месеци, за ВМРО во моментот кој ќе станеме земја која е членка на Европската унија. И двете партии се согласни да има предвременни избори во Република Македонија. Дури Димитар Ковачевски беше категоричен кога ќе се изгласат уставните измени за 1 или за 2 недели, ќе се распушти македонскиот парламент и ќе се оди на предвременни избори. Разликата помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН е всушност околу примената на уставните измени. Че тие веќе не спора дали треба да има уставни измени, туку кога да бидат спроведени уставните измени. Дали е во рок од 3 до 6 месеци од кога ќе бидат изгласени во македонскиот парламент или во рок од 4, 6 или 8 години кога Македонија ќе стане земја која е членка на Европската унија. Знаете, сите оние финеси од кога веќе беше фатен, од кога веќе беше извадена чистина Христан Мицкоски, да бидат внесени македонците во бугарскиот устав, подредени резолуции, се разбори така натаму и така натаму, тоа веќе помалку наликува на оние манекенки
кога ќе ги извадите на онија Мис Универзум, кога ќе почне да кажува дека тие се пријавиле на конкурсот за мир во светот и да нема гладни деца во светот. Ево таква роља е сега Христијан Мицкоски. Од кога извади на чистина, од кога натера да ги прифати уставните измени, кога разликата дали ќе бидат тие спроведени за 6 месеци или за 6 години, сега веќе технологија, знаете. Сега веќе американската администрација или таа булдужер дипломатија ќе почне да функционира. Во изминатите 2 дена, но не имиграчи, State Department, од Америка, од таа страна Атлантикот и така натаму, биле присутни во Република Македонија. Разговарале со луѓе од ДУИ, со луѓе од ЦДСМ, со луѓе од ВМРО ДПМН, со пратеници, така натаму, и е направено одредено сондирање на теренот. Сега, од кога веќе е направено одредено сондирање на теренот, ќе се пристапи кон брза реализација на тоа што е сондирано и тоа што е договорено. Тоа што ние го знаеме, дека од понеделник почнуваат уставните измени, ако ВМРО ДПМН во наводници не прифати да учествува во процесот на уставни измени и се влезе во некаква валкана кампања со разни тракатанци, звонење, тропање, националните интереси, така натаму, меѓутоа, знаете, во врвот на ВМРО ДПМН секогаш постои такво двојство. Ке прифатат нешто, па ке се препишменат и нема да го спроведат. Или ке речат пупу не важи, не го прифаќаме тоа, ке се влезе во процес на уставни измени кои може да бидат брзи, лесни или да бидат валкани. Во зависност од тоа дали Мицкоски ќе го прифати или тоа што е договорено нема да биде реализирано. И гледате, после тоа барање на Христијан Мицкоски, изјава или пресконференција по завршување на лидерската средба, каде што бара влада без ДУИ, без Али Ахмети, излегува Бујар Османи и вели ние ќе се повлечеме од владата во интерес на македонските стратешки интереси да бидат усвоени уставните измени и Македонија да ги почне преговорите со Европската унија. Гледате, така се игра, знаете. Нова стратегија. ДУИ и Али Ахмети се подготвуваат веќе 6 месеци, уште од оној период кога Зоран Заев ја промовира идејата за заедничка влада на ВМРО ДПМН и на СДСМ. Уште тогаш во ДУИ се прават одредени анализи и нивните анализи покажуваат дека ако биде формирана таква влада во која СДСМ и ВМРО ДПМН ќе направат некаква влада на македонско национално единство, две партии енормно или масовно ќе го зголемат својот рейтинг. Првата партија е Левица на Димитар Апасиев и втората партија е ДУИ на Али Ахмети. И всушност тоа му е кажано на Зоран Заев тамо некаде на Бадник при она средба на Али Ахмети, Зоран Заев, Артан Груби, Венко Филипче и Оливер Спасовски во хотелот Вила Парк во Струмица, дека ако биде формирана таква влада, ќе расти Левица, која може да стигне до 15 до 20 пратеници, ќе има дали тоа ќе се реализира, и ќе расти ДУИ кој сигурно ќе има над 20 пратеници. И тогаш, ако Левица и ДУИ имат над 20 или заеднички 40 пратеници и да биде формирана таква влада помеѓу ВМРО ДПМН и помеѓу СДСМ, таа влада нема да може да спроведе уставни измени, на крајот пак ќе мора да се молат во Левица или да се молат во ДУИ. И кога веќе влеговме во една таква разврска, кога Мицкоски побара одредена влада на национално единство, доаѓа Тонч од партијата ДУИ, од Али Ахмети, од Бујар Османи, и мислам дека само прашање на време, кога Артан Груби и целата таа екипа ќе поднесат писмени оставки или ќе имат писмени оставки, ќе ги снимат, ќе ги објават на Facebook и ќе ги испратат во штабот на ВМРО ДПМН. Знаете, на тој начин вие го носите на чистина Христијан Мицкоски. На тој начин Христијан Мицкоски нема маневарски простор. Сега или ќе прифати, или ќе одбие. Знаете, кога се одбијат вакви работи, кога цела една машинерија е крената на нозе, тогаш лесно се завршува на американската црна листа. Во зависност, велам, од тоа што ќе биде прифатено, што ќе биде договорено, некој ќе биде полковник, некој ќе биде покојник. Меѓутоа, во основа станува јасно дека ова ракопис, ова е сценарио на кое ДУИ, СДСМ и американската администрација долго време, што ке рече неколку месеци имат активно и интензивно работено, за да го донесат Христијан Мицкоски до точка да каже што сака. Кога кажа што сака, тоа му го исполнија и сега веќе нема маневарски простор. Кратко антерфиле. Гледате како функционира таа администрација. Јане Ченто прв пат го пуштат на продолжен викенд или излегува надвор од топол обрук 3 пати на ден, дали е во затворот во Идризово, дали е во Штип, небитно. Излегува Јане Ченто, се слика во кафаната Пелистер со овие 4 мускетари, 4 големи комити кои пред 4 или 5 години молеа кај Зоран Заев да бидат амнестирани или да бидат помилувани, се среќава со Јане Ченто, гледате, и се прави лајт мотив дека партијата
кој ги направи немирите или немилите настани на 27 април 2017 година, поради која луѓе лежат во затвор, осудени на 14, 15, 16 години, и имате структури кои се сега најгласни во Белата палата, кои имате емисии, кои пишуваат Facebook статуси, кои пишуваат на Twitter и така натаму, и сега го пуштате Ане Ченто и ги среќавате овие 4 луѓе кои го молеле Зоран Заев да бидат аболирани или да бидат амнестирани, да се сликаат со Ане Ченто. И гледате, тоа е лајт мотив на последната фаза или финалето на целиот тој процес, кога СДСМ и ВМРО-ДПМН на лидерска средба ќе треба да седнат, да се договорат или да не се договорат. Гледате, Димитар Ковачевски некаде пред 1,5 месец дава одредена изјава дека нема што тој да разговара со Христијан Мицковски, бидејќи Христијан Мицковски не е ни пратеник во македонскиот парламент, што ќе рече дека испратена пораката ќе се разговара со пратениците во македонскиот парламент, а не со Белата палата, која покажува непопустлив став околу уставните измени. И некој веројатно му сугерира на Димитар Ковачевски, чите од таа страна на Атлантскиот океан, сепак да има средба со Христијан Мицковски, за да може Христијан Мицковски да биде извадена чистина и се го во една драматична топовска завршница. Има 3 средби кои се многу битни. Првата средба минатиот месец во Вашингтон, во Стейт департментот Ентони Блинкен, државниот секретар за надворешни работи, на средбата присуствува Ескобар, на средбата присуствува Шоле и на средбата присуствува американската амбасадорка во Република Македонија, господјата Агилер, и на средбата присуствува Димитар Ковачевски со екипа на Димитар Ковачевски. На прашањето на државниот секретар, господине премиере, што ви треба, побарана е помош да се обезбедат 10 пратеници. Тогаш државниот секретар се врти кон Ескобар, се врти кон Шоле и праша дали постои било каква причина да не биде усвоено или да не биде одговорено позитивно таквото барање на македонскиот премиер Димитар Ковачевски. И оттаму почнува да се тркала целата таа разврска. Од кога е дадено зелено светло од Стейт департментот дека ќе бидат обезбедени доволно пратеници за уставните измени во македонскиот парламент, почнува таа топовска завршница, каде што полуфиналето беше таа лидерска средба на Мицковски и Ковачевски во клубот на пратениците, а финалето ќе биде Мицковски ќе влезе или Мицковски нема да влезе во власт. Ако Мицковски влезе во власта, бидејќи стана збор за една маркантна политичка фигура, тогаш веројатно би му го дале местото на Славица Грковска, бидејќи една таква маркантна академиска и политичка фигура сигурно го заслужува местото на Славица Грковска, а ако сака и во владата, ако влезе нели во владата, ако сака и во владата да глуми некако шпицен градоначалник, тогаш може да биде исплашен Ристо Пенов, па да му го дадат местото да биде министер за локална самоуправа. А ако Мицковски не влезе во власта, тога знаете, можностите се неограничени. Посебно кога станува збор, ако вие сте дале збор кај американската администрација, тоа не сте го исполнили, гледате како му одбројуваат на Албин Курти, има уште 1 ден, има уште 2 дена, има уште 3 дена. И ако тоа не го исполни што го барат од него, ќе најдат некој Рамуш Харадинај, ќе најдат некој Хашим Тачи кој може да го вратат од Брисел или од Хаг, и некој друг политички играч во Косово да формира идната влада и да ги реши тие разговори помеѓу Белград и помеѓу Приштина. Втората средба е посетата на сенаторот Крис Марфи. Тоа е некаде пред 3 недели тука во Република Македонија, кога тој има средба со пратеници од пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Иако фотографијата која официјално беше објавена во македонскиот медиуми, всушност говори за одредена средба каде што 6 пратеници на ВМРО-ДПМН имале средба со сенаторот Крис Марфи, всушност станува збор безмалку за половина од пратеничката група на ВМРО-ДПМН кои имале средба со сенаторот Марфи, и на таа средба е категорично кажано дека неусвојувањето на уставните измени значи реализација на руско сценарио во Република Македонија. И ако американската стратегија е регионот, освен во НАТО, да биде зачленет и во Европската унија, и ако американската администрација инвестира во целиот тој процес, целиот тој проект, најмногу со помош на германскиот канцелар Олаф Шолц, се друго, сите други спорадични центрифугални, центрипетални проекти, процеси и така натаму, кои се спротиставуваат на процесот на усвојување на уставните измени во Република Македонија, според зборовите на сенаторот Марфи, е директно реализирање на руско сценарио во Република Македонија. Можете ли да предпоставите што значи формулација на сенатор? Гледате каква беше тврда неговата изјава пред македонските медиуми. Можете да предпоставите каква е тврда неговата изјава која ја дава зад затворени врати.
кога нема камери, кога нема медиуми, кога нема микрофони. Значи не гласање за уставни измени во Република Македонија, значи директно спроведување на руско сценарио во Република Македонија. Тоа е директната порака. Тоа толку повеќе што велат дека одредени наши разузнавачки структури, одредени американски разузнавачки структури пресретнале некакви комуникации на Христијан Мицкоски не со Москва, туку со Белград, меѓутоа тоа е некоја тема за некоја друга политичка анализа. Во моментот, ова е втората средба, првата во Вашингтон, втората во Скопје. Јајде да видиме што може да биде договорено во тие најавени комуникации или средби кои треба Димитар Ковачевски или премиерот на македонската влада да ги има во наредните 30 до 60 дена. На 28 јуни во Берлин ќе биде официјална средба помеѓу Димитар Ковачевски и германскиот канцелар Олаф Шолц. Претходно германското собрање или германскиот парламент треба да усвои резолуција, нели тоа Димитар Ковачевски вчера го најави дека една голема европска држава, станува збор за Германија, станува збор за германското собрање, германскиот парламент кој треба да усвоат резолуција со која се потврдува македонскиот идентитет. Знаете, срамота е некаков парламент, без разлика да е тоа парламентот на најмокната европска држава, вас да ви го потврдува македонскиот идентитет. Меѓутоа, тоа беше едно од клучните барања на Христијан Мицкоски да им биде гарантирано постојање на македонски идентитет. Нешто слично што го правеше Никола Груевски, кои тие разговори околу една спорна точка, а тоа име за меѓународна употреба според времената спогодба, според резолуцијата на Обединетите нации, каде што медиатор беше Метју Нимец, тој подоцна ја прошири, па почна се збори за идентитет, па беше праќан Метју Нимец на разговори со грчкиот црковен клер на Света Гора и така натаму и така натаму. И сега, значи, Христијан Мицкоски бараше одредена потврда од Европската унија дека македонскиот идентитет е бетон или е забетониран. Најсилната германска, односно најсилната европска држава, германскиот парламент, германското собрание во наредната недела ќе усвои резолуција со која се потврдува или тие го признаваат постојањето на македонскиот идентитет. Таа е втората средба на Димитар Ковачевски. Третата средба само прашање на техника кога Емануел Макрон ќе дојде во Република Македонија и ќе се обрати пред пратениците во македонскиот парламент. Сега се работи на одредена платформа, одредена стратегија, Европската унија да даде гаранција за точна дата за прием на Македонија во Европската унија. Сите држави се согласни, освен Франција, Емануел Макрон. Не дека ти имат нешто против приемот на Македонија во Европската унија, меѓутоа Макрон принципиелно не сака да даде точна дата. Нешто слично што Ангела Меркел го направи пред 1,5 година, тоа беше незината последна средба, она конференција на Блед, Словенија, тамо некаде 2021 година, кога Јанес Јанша предложи да се досвои одредена резолуција дека до 2030 година земјите од Западен Балкан им се гарантира влез во Европската унија, не се согласи Ангела Меркел, е нешто слично сега со Емануел Макрон. Меѓутоа Емануел Макрон има прифатено да дојде во Република Македонија и да се обрати пред пратениците во македонскиот парламент. Знаете, сега ќе доаѓаат луѓе кои ќе се обратат во македонскиот парламент, во наредните 30 до 60 дена ќе биде бурно во парламентот. Ќе имате од една страна СДСМ, ВМРО, левици, така натаму и така натаму, од друга страна ќе имате еминентни гости на меѓународната заедница кои ќе дојдат во Скопје и кои ќе испратат пораки до македонската влада дека ако се усвојат уставните измени, тогаш е трасиран патот на Република Македонија за членство во Европската унија. Дали тоа ќе се случи? Ќе видиме. Знаете, од ветување до реализирање секојаш има долг пат. Меѓутоа ми се чини дека сега, исто како што беше со уставните измени кои беа направени 2018-2019 година, кои на крајот финишира или беа финализирани со прием на Република Македонија во НАТО алијансата, дека е канализиран процесот, канализиран е патот. Ако тогаш моравме да го менуваме името, или ако тогаш моравме да прифатиме име Северна Македонија, сега треба да ги внесеме бугарите, 3.500 луѓе кои се декларираат како бугари да влезат во уставот на Република Македонија. Па гледате како атерираа бугарите од тие нивни првични барања, историја, комисии, така натаму и така натаму, за на крај сите нивни барања да се сведат 3.500 луѓе, значи не 100.000, не 150.000 луѓе кои имат бугарски пасоши, туку 3.500 луѓе кои се декларирале како бугари на последниот попис во Република Македонија да бидат составен дел на македонскиот устав. И клучната посета, и клучната средба ќе биде со комесарот или со првиот човек на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен. Нејзиниот мандат истекува некаде крајот на наредната година, по текот на пролета, летото наредната година
ќе има избори за Европскиот парламент, ако Урсула фон дер Лајен дојде на чело на Европската комисија, тоа е некаде есента, зимата, мислам дека е декември 2019 година, има 5 годишен мандат кој истекува некаде до ноември-декември 2024 година. Таа сака да го заврши својот мандат како прв човек на Европската комисија со формирање на одредена група на држави кои ќе влезат во Европската унија. Всушност, нејзиниот мандат да добие одредена форма, да добие одредена субстанца, да добие одредена боја, одреден мирис, таа група треба да сочинуваат Албанија, Македонија, Црна Гора која е мала, вие не можете Црна Гора да ја ставите да биде на некои посебни ленти, да иде некаква посебна траекторија и така натаму, да следи некаква посебна траекторија. Значи тоа е Црна Гора, тоа е Албанија, тоа е Македонија, Србија. Од Србија се бара да направи скица на минимални санкции кои ќе бидат наменети санкции кон Руската Федерација. Ако тоа го направи Вучич, ако тоа го направи официјален Белград, тога Србија ќе биде ставена во оваа група, ќе биде ставена Молдова или Молдавија и ќе биде ставена Украина. На Украина не и се ветува членство во НАТО алијансата, бидејќи тоа би значило американска војска, американска чизма на територија на Украина, а русите се посебно сензитивни ако американска војска има на границите со Русија, тоа да не биде финска, тоа да не биде Аљаска и така натаму, бидејќи ја сметат Украина за составен дел на рускиот свет, се посебно сензитивни ако американска војска и НАТО бидат на границите помеѓу Русија и помеѓу Украина. Но Украина, че велам, не и се гарантира членство во НАТО, но и се гарантира прием во Европската унија. Затоа високи европски функционери, одредени комесари, велат дека Украина многу подобро ги спроведува реформите во споредба со Албанија, Македонија, Србија, Западен Балкан и така натаму, бидејќи Украина со своите 45-50 милиони жители, со својата територија, ќе биде водечка земја во оваа група. Тоа не значи дека тие ќе бидат пред нас. Туку треба да биде направена одредена нова вишеградска група, каде што ќе се Молдова, Украина, Србија, ако спроведе минимални санкции кон Руската Федерација, Косово и Босна ќе бидат надвор од оваа група, бидејќи таму освен НАТО структурите се и структури на Европската унија, Црна Гора, Албанија и Република Македонија. На тој начин Урсула фон дер Лајен сака да го заврши својот мандат. Има сега разли опции да биде нов генерален секретар, да се повлечи подоцна од функцијата прв човек на Европската комисија, да дојде на чело на германската опозиција и да биде против кандидат на следните парламентарни избори на Олаф Шолц, меѓутоа незината мисија во Брисел сака да ја заврши со ваква група. И тоа е стратешката предност на Република Македонија. Тоа е стратешката предност на Република Албанија. Ние да бидеме локомотива, на вистина, тамо ќе биде Украина како најмокна, најсилна држава околу која гравитира целото тоа подрече на Средна Европа, или тоа што го вели Кисинџер со американското оружје кое се инвестира, кое се носи во Украина, во моментот украинската армија е најсилна армија на територијата на Европа, која може да се спротивстави на Русија и на Руската Федерација, меѓутоа така Украина нема да стане членка на НАТО алијансата, ќе стане членка на Европската унија. Што ќе рече дека во наредните 6 до 12 месеци ние ќе имаме одредена ескалација на војната во Украина, за подоцна да може да се влезе во одреден процес на некакви мировни договори, каде што ќе стане некакво компромисно решение. Компромисно решение помеѓу Москва и помеѓу Киев. Знаете, кој е сега абсурдот? Сега во оваа ситуација и Москва и Киев располагаат со супермодерно оружје, меѓутоа и Москва и Киев ги изгубија своите најдобри војници. Разликата е што Русија има 140 или 150 милиони жители, Украина има 40 или 50 милиони жители. Бројките се на страна на Русија. Во моментот и на Русија, затоа е рушењето на она брана, знаете, такви одредени инциденти, брани, атомски бомби, мали технички, нуклеарни бомби, така натаму, тие се најавуваат или се прават за да се влезе во процес на мировни преговори. Бидејќи двете страни во моментот им одговара некакви мировни преговори, меѓутоа мислам дека ќе има одредена ескалација на конфликтот, за подоцна се влезе во одредени мировни преговори. Меѓутоа да не бегаме од нашата тема. Украина ќе биде дел на таа група. Тоа треба да е проектот на Урсула фон дер Лајен. Значи, три седби Олаф Шолц, Емануел Макрон и Урсула фон дер Лајен, кои де факто ќе треба да го трасират патот, да ја обезбедат траекторијата на Република Македонија да стане членка на Европската унија. Знаете ли кои биле барањата или стратегијата која Христијан Мицковски им ја презентила на представници на американската администрација? Уставните измени да бидат усвоени 2026 година, да му се обезбеди, да му се овозможи да победи на изборите 2024 година, Европската унија да му обезбеди 500 милиона евра за инвестиции, со помош на тие 500 милиона евра за инвестиции да го крени
економското рамниште на Република Македонија, да потроши нешто танге франги, да купи одредени избори, да се прошета на локалните избори 2025 година и 2026 година да ги усвои уставните измени во Република Македонија. И кога некој се јавил во Брисел да праша дали на страна се трнати пари за Христијан Мицкоски да победи на изборите и да потроши 500 милиони евра, луѓето паднале од смеење. Тие приказни не ги кажа Христијан Мицкоски пред извршниот комитет или во Белата палата, току ги кажа во официјални разговори со представници на американската администрација. И тоа нормално било презентирано до владините партнери, дека тоа е ставот на Христијан Мицкоски. Од кога тие ги добиват овие сигнали од Христијан Мицкоски, од кога му го мерат паметот, кога мерат колку политички и интелектуално тежи, влегуваат во одреден процес. Процесот е јасен или тоа што го дефиниравме. Христијан Мицкоски да се извади на површина, да се извади на чистина, точно да се знае што сака, што бара и што прифаќа, од кога тоа е побарано, му се исполнити во повеќе од 80 или 90% условите или барањата кои ги има поставено и сега го имат оставено да се прпелка како гирица пред да заврши замотана во одредено барашно или извалкана во одредено брашно, кој ќе биде фрлена во тавчето на уставни промени во Република Македонија. И сега ќе влеземе во процес каде што цела ВМРО-ДПМН ќе влезе и ќе биде составен дел на владата, кој ќе спроведе уставни измени во Република Македонија, или тоа што го каже Димитар Ковачевски, ќе почнат разговори, преговори со одредени представници во македонскиот парламент. Знаете, тие представници се избрани од народот, тие представници размислуваат со своја глава и тие представници можеби да одлучат и поинаку од партискиот став или тоа што им го кажува Христијан Мицкоски. И сега ќе има вртење на телефони, дето тоа е во стилот на ВМРО-ДПМН, каде што ќе има заканување, ние ќе дојме на власт, па јас ќе бидам премиер, па кога ќе дојам да бидам премиер, знаете ли што ќе ви се случи? Некое слично сценарио како со сумината во 2018 година. Сега не смее да се направи грешката со сумината. Ако се оди на одредена група која ќе гласа со уставни измени, на таа група да и се гарантира дека тие ќе бидат власт 2028 година. Дали сами, дали во коалиција со СДСМ. Вие ќе знаете, ако вие на луѓето им ветите дека ќе направат уставни измени, ако тие направени уставни измени и тој ризик што ќе го преземат, подосна не биде компензиран и бидат оставени како крстомуковски, како целата таа екипа да мора да врта телефони, за вработување на деца, за оценки на факултет, така натаму и така натаму, тогаш никој вас нема да ви се нафати, знаете. Сите ќе очекуваат партијата кога тогаш да дојде на власт. Подобро да почека 4 или 6 години, отколку да бидат денунцирани, да бидат омалажувани, да бидат навредувани по социјални мрежи, да доаѓа дома, да им фрлат камења во прозорите, вратите и така натаму и така натаму. Што ќе рече, ако сега се направи одредена група која е повеќе од 8 пратеници, и ако тамо биде на чело на таа група одредена маркантна политичка фигура, дали некој од подпредседателите, дали некој од Белата палата, дали некој од надвор, дали некој кој се подготвува да дојде на чело на таа група, тогаш таа група треба да биде дел од власта или да биде власт 2028 година. Тоа е суштината, знаете. Вие треба да инвестирате во одредени процеси, во одредени групи, во одредени политички субјекти кои влечат Македонија напред, кон ЕУ и кон НАТО. Времето кога одредени групи гласно разговара дека ние треба да бидеме членки на ЕУ и на НАТО, а тајно преговараа со Белград како проруска инсталација со Москва, мислам дека е драматично оставено зад нас. И сега американската администрација ви вели, знаете, тоа уште Фукујама го кажа минатата година. Пред 2 или пред 3 години го кажа тогашниот државен секретар Помпео, немојте да дозволите руските ботови и коруптивните кинески кредити да ви ја водат државата. И кога ќе видите вие каква кампања беше крената околу проектот Бехтел-Јенка, кој требаше да биде замена за кинеските автопатишта на Балканскиот полуостров, како гарчевито руските ботови се борат да нема уставни измени во Република Македонија, вие сваќате дека уште пред 2 или пред 3 години сите пораки беа кажани. Само беше прашање на техника и на политичка интелигенција да ги сватите пред 3 години, да ги сватите денес или да ги сватите за 3 години тие политички пораки. Сега се говори дека Димитар Ковачевски и Артан Груби располагаат со некаков список од 10 пратеници со кои се разговара и кои чекаат како одредена резерва ако Христијан Мицкоски не прифати ВМРО-ДПМН да биде дел на македонската влада кој ќе ги изгледа со уставните измени.
Ако вие располагате со 10 пратеници, дури Димитар Ковачевски на она средба со Христијан Мицковски категорично му кажу ајде ги изгласам уставните измени и веднаш да распишеме предвремени парламентарни избори. Мене ми се чини дека ако Мицковски влези во власта и ВМРО-ДПМН партиципира во процесот на уставни измени, Мицковски нема да сака предвремени избори во Република Македонија. Вие знаете, рачењата во медот се секојаш добра опција во Република Македонија. Мицковски ќе инсистира таа влада да трае. Истото нели што го бараше Таравари, да трае барем 12 месеци, ако веќе направил одредена политичка штета, тогаш баре рачењата во медот да му донесат одредена финансиска добивка на ВМРО-ДПМН, на Христијан Мицковски или на целата таа групација. Затоа повторувам, ако ВМРО влезе во власта, многу се поголеми шансите Мицковски и ВМРО да не инсистират на предвремени избори, туку на редовни избори и таа влада или партиципацијата на ВМРО-ДПМН во таа влада да биде ефектуирана со одредени финансиски принадлежности. Знаете што е најинтересно? Моделот кој се смета дека е модел на Зоран Заев, де факто е сосема различна опција од тоа што Зоран Заев го преговараше со Христијан Мицковски. Само искористен пробниот балон на тие преговори помеѓу Зоран Заев и Христијан Мицковски. Ова е сосема поинаков модел. Идете сега читате по социјалните мрежи, Заев визионер, браво Заев. Заев уште пред 3 години тоа му го предложи на Христијан Мицковски. Па имаше тајни преговори некаде пред 6 месеци. Де факто ова е сосема различен модел. Дете американците гледат, сондират што се случува на теренот, извлекуваат одредени добри работи од лево, добри работи од десно и така натаму и така натаму. Гледа дека македонците се костернирани, дека албанците доминираат во Република Македонија и се најавува влада на национално единство. Кој тоа го нуди? Партијата која е најгласна против Дуи, против Али Ахмети, против проектот Бехтел Енка и така натаму и така натаму. Зошто? Бидејќи треба да се спречи албанската доминација или албанската власт во Република Македонија. Кога партијата е донесена до таква точка или опозицијата е донесена до таква точка да биде спречено албанското владење или албанската супремација во Република Македонија, а тоа е возможно само ако биде формирана влада на СДСМ и ВМРО-ДПМН, основа на формирање на таа влада се уставните измени. И кога вие ќе ги прифатите на мала врата уставните измени, бидејќи ние веќе не разговараме дали се добри или се лоши уставните измени, ние само разговараме кој ќе ги прифати тие уставни измени. СДСМ и ВМРО-ДПМН заедно и кога ќе почне да се спроведуваат тие уставни измени, дали по 6 години или по 6 месеци. Суштината на уставните измени веќе никој не ја спори и тоа е она бенефитот или она што е крајната поента на овие преговори во клубот на праниците. Ние денес не разговараме дали ќе има уставни измени. Сите се согласни дека ќе има уставни измени, односно најсилните политички партии во Република Македонија. Прашањето е каква влада и во каков формат на влада ќе бидат спроведени тие уставни измени во Република Македонија. Денес на Бихачка веројатно слават, знаете. Или оведено и на Бихачка слават, бидејќи се наредија од амбасадори до министри за надворешни работи, која повторуваат онаа секвенца рамо до рамо со Македонија, рамо до рамо со владата и така натаму и така натаму. На Бикачка тоа го толкуваат дека имат нескриена поддршка, јавна поддршка да победат на следните избори. Знаете колку е долг патот од уставни измени до победа на избори. Тие веќе прават одредени математики, тоа може да се случи или да се случи во ДУИ, тоа може да се случи во СДСМ, тоа може да се случи нели денска безброј односно владата на Република Македонија, дека одредена европска коалиција која би ја воделе СДСМ и ДУИ, Димитар Ковачевски и Али Ахмети, дека би тежала некаде околу 70 на пратеници. И јас веројатно би сметал дека тоа е реална бројка ако не се Дуле и Коки на чело на партијата, бидејќи Дуле и Коки успеа во 2 месеци да го срушат и најголемиот проект и најголемата инвестиција, тешка 1,3 милиарди долари во Република Македонија, тоа е проектот Бехтел и Енка. За сите пикантерии, дали Љупчо Ѓоргиевски преговара со Христијан Мицковски, дали Стефче Кемовски ќе трча на претседателските избори, дали ќе има 1 или 6 изборни единици, што договарат Али Ахмети и Димитар Ковачевски во недела или во четврток наредната недела. Вечерва би сакал да кажам една работа. Од времето на Бранко Црвенковски, СДСМ нема така маестрално спроведена одредена политичка операција како тоа што го направи Димитар Ковачевски. Иако Димитар Ковачевски ја донесе начело на СДСМ од Зоран Заев, ова целата операција која е направена, која вие го носите Мицковски, ВМРО-ДПМН, целиот тој дел на таа ВМРО-вска опозиција до зид
или на чистина да кажат што сакат, во координација со меѓународната заедница, тоа наликува на Бранко Црвенковски, тоа наликува на времето на Бранко Црвенковски. Затоа велам, може би Димитар Ковачевски бил избор на Зоран Заев. Може би Димитар Ковачевски бил компромисно решение 4 играчи околу Зоран Заев после заминувањето на Зоран Заев да не влезат во лидерска трка. Тоа е Радмила Шекаринска, тоа е Лјупчо Николовски, тоа е Бенко Филипчи, Оливер Спасовски. Меѓутоа ова што го направи Димитар Ковачевски, гледате, прво тајна дипломатија, па средби во Вашингтон, во Стејт департментот, па одредени комуникации со Франција, одредени комуникации со кабинет на Фон дер Лајен, одредени комуникации со Олаф Шолц, Емануел Макрон и така натаму и така натаму, во услови кога Стео Пендаровски ви е надвор од целиот тој процес, кој не само што немате никаква поддршка, туку имате едно игнорирање од страна на Стео Пендаровски, Димитар Ковачевски и целата таа операција која е спроведена во Република Македонија наликува на операциите кои СДСМ ги има правено во мандатот на Бранко Црвенковски. На крајот, почитувани гледачи, денес видовме, или овој период видовме што е разлика помеѓу тактика и стратегија. Ако вие имате погодено стратегијата, може да ги промашите сите тактики, на крајот морето ќе ве исфрли на брегот. Меѓутоа, ако имате промашено стратегијата, може да имате најбрилјантни тактики, на крајот ќе завршите на топол оброк 3 пати на ден или ќе завршите на топол гулаш 3 пати на ден во Будимпешта. Тоа разликата помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН има секогаш брилјантни тактики. Па и проектот Бехтел и Јенка ви покажа дека ВМРО-ДПМН, кога стана одбор за тактика на политичко делување, политичко манипулирање или на политички инженеринг, е многу понапред, со чекори понапред во однос на СДСМ, биејќи СДСМ и ДУИ имат најголемата инвестиција последните 30 години и ја промашуваат. Рейтингот на ВМРО расте за 2 или за 3%, рейтингот на СДСМ расте многу помалце, рейтингот на ДУИ дури се намалува за 2%. Што ќе рече имате најголема инвестиција и немате никаков бенефит од таа инвестиција. Зошто? Бидејќи тактиката на ВМРО-ДПМН е доминантна во однос на тактиката на ДУИ и во однос на тактиката на СДСМ. Меѓутоа секогаш кога станува збор за стратегија, ВМРО-ДПМН ги промашува работите. Затоа луѓето кои се начело на ВМРО-ДПМН или завршуваат на црни листи, или има војна во Република Македонија, или им се прави шарена револуција, или вака сега како Христијан Мицкоски, ќе го донесете на чистина, некој да заврши или во владата, а некој, Боже ми, да заврши и на црната листа на Американскиот Стејт департмент. Не те со што стината, тоа сакам на крај да го кажам. Таа обседнатост и на Никола Груевски, и на Христијан Мицкоски, и во еден период на Зоран Заев, од ДУИ и Али Ахмети, всушност е обседнатост од американската администрација. Бидејќи Али Ахмети и ДУИ ќе останат во коалиција со СДСМ или ќе останат во коалиција со ВМРО-ДПМН, се дока американците не им кажат поинаку. Ако не им кажат одете во коалиција со ВМРО или барете друго решение. Се дока американците му велат на Али Ахмети да биде во коалиција со СДСМ, Али Ахмети ќе го прави тоа што ќе му го кажат. Па ако треба и ќе излезе од владата за да биде формирана влада помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. Што ќе рече дека таа обседнатост, посебно кај Никола Груевски, гледате сега каква обседнатост на Христијан Мицкоски од ДУИ, посебно од Али Ахмети, што ќе рече дека Христијан Мицкоски сигурно му испрекал емисари на Али Ахмети, му нудел брда и долини на Али Ахмети, и кога овој тоа го нема прифатено, тоа веројатно има предизвикано една бура на суета кај Христијан Мицкоски. Како второ, Христијан Мицкоски ви е обседнат од Али Ахмети како фронтмен на американските интереси во Република Македонија. Точно знае Христијан Мицкоски, па тоа му го ветуваше Зоран Заев, дека има два проблеми. Нема стабилен албански коалиционен партнер и нема добри односи со меѓународната заедница. Во влада со СДСМ, тоа не ли ви окажав на она емисија за мембарсите, дека СДСМ помалку промашува, дека СДСМ е факторот без кој, како што сега стојат работите, не може да биде формирана ниту една влада во Република Македонија. А не СДСМ да служи како чергиче и СДСМ да биде одредена партија на која чврги удират и ВМРО-ДПМН и партијата ДУИ или албанскиот политички фактор. Ајде да се вратиме на поентата. Секогаш Христијан Мицкоски и Никола Груевски се обседнати од Али Ахмети, бидејќи не се сигурни
кога американците ќе му кажат на Али Ахмети, немој да коалицира со ВМРО да помане. Немој да правиш влада со ВМРО да помане. Па е веќе направената влада 2017 година беше срушена после еден телефонски повик дали од Вашингтон, дали од калето тука во Република Македонија. Затоа, кога говорите за обседнатост на Мицковски од Ду и од Али Ахмети, тоа значи обседнатост со Мицковски, дали американската администрација ќе даде зелено светло. Некогаш ВМРО да помане под капа или во мандат на Христо Мицковски дојде на власт во Република Македонија. Ви реков дека ќе траеме околу 35 до 40 минути, траеме околу 45 минути. Ви најавив дека ќе имаме една ексклузивна анализа со мноштво на пикантни ексклузивни информации. Мислам дека на друго место не можете да најдете таква ексклузивна анализа како во емисијата во Центар. Имаме сега едно интервју со Рајко Цавушевиќ. Тој е човекот по кого целата таа групација или тој грост на групација кој се нарекува Пинк Пантер од страна на Интерпол го добива тоа име. Мислам дека ќе го емитуваме идната недела. Сака во недела да го емитуваме, бидејќи одлично интервју, човекот пее македонски песни, живее во Скопје и така натаму. И така натаму, и тоа ми се чини дека се зоврива политичката атмосфера, политичкиот експреслонец. Ајде напишете ми на Facebook, напишете ми под видеото на YouTube, дали сакате во недела да имаме втор дел или продолжување на ова вечерашна политичка анализа или да огледате интервјуто со Рајко Цавушевиќ. Во зависност од тоа што ќе одберете, ќе имаме таква емисија. Дали Пинк Пантерот или човекот по кој целата таа групација Пинк Пантер го доби своето име, или втор дел на нашата вечерашна анализа, нашата вечерашна емисија, кажавме многу работи. Мислам дека сега ви се јасни работите, почитувани гледачи. Зашто навијам јас? За Република Македонија. Тоа е клучно. Република Македонија да оди напред. Гледате што се случува во Србија. Гледате какви ферментации се случуваат во Косово. Ние треба да излеземе неоштетени од целиот тој процес. И неоштетени, освен во НАТО, да бидеме земја членка на Европската унија. До недела во 20 часот. Пријатна вечер, Македонија. Каде да си?